Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Во ова видео ви ја покажувам мојата најпаметна и најголема инвестиција што сум ја направил до сега. Ајде да ви покажам каде ги вложив сите мои пари, па ајде да видите и вие во што да ги инвестирате и вашите пари. Ајде идете со мене да ви ја покажам мојата најголема и најнова инвестиција. А еве ми е инвестицијата. Значи се решив да инвестирам во овоштарник. Знам дека сега е на мода да се инвестира во станеви, не знам, само во станеви. Најголемата инвестиција сега се прави во станеви. И знам дека тоа е сега на мода. Меѓутоа, во не толку дамнешни времиња, кога се раѓало дете во куќата, тие што имале земја или нива, оделе на најблиската нива, што имале, и саделе овошни дрвца, затоа што за да дрвото кое што ќе го насадите роди, потребни му се 7 години, а толку му се потребни на едно дете, да почне само да се грижи за себе. Значи, тие ја обезбедувале иднината на децата, нашите предци, преку садење на овошки. За 7 години тоа дете кој ќе порасне ќе има што да јаде. И гледајќи ги цените на денешните овошки, мислам дека не е лоша инвестиција тоа да се инвестирате во овоштарник и да си имате храна за секогаш. Знам дека, како што кажав, на мода се сега станевите, меѓутоа, ета, јас се решив да инвестирам во овоштарник. Па да ве запознам со дрвцата што ги имам. Ова дрво што сега го навадив е јаболкница и за некои 5 до 7 години јас од ова дрво ќе си имам плодови и ќе си јадам. Пак ќе кажам, што е подобра инвестиција од тоа. И долку приметивте, јас дрвцата ги вадам и гледам на многу акции кои што се вршат каде што се пошумува нашата природа, се садат дрвцата и не им се става вода. Значи едноставно се садат дрвата само за пред камери, само за сликање, подоцна тие дрва сите изумираат, затоа што дрво без вода не може да живее. Значи, не знам како тоа, колку треба да си идиот да садиш дрво на оваа жештина, а да нема вода. Значи, како ќе преживее тоа дрво? И гледам тие лицемерни акции каде што се садат дрвца и верувајте им, тие луѓе што садат дрвца без да им дадат вода, на тие луѓе не им е гајле за средината, за животната средина. Тие луѓе им е гајле само да се сликаат. Еве, не би сакал да убијам некое дрвце, но 2 недели да не му ставам вода на било кое дрвце тука, тоа ќе изумре. Највише на оваа жештина може да преживеат 2 недели, младите дрвца мислам дека уште помалку. Така да, пак ќе кажам, тие што садат дрвца, а не ги наводнуваат во оваа наша клима, не им е гајле за средината. Садете дрвца, направете систем капка по капка, тогаш ќе ви речам браво луѓе, се грижите за средината и ги обновувате шумите. Овака садење дрва на голи ридови се живи глупости. Така, ете дел од мојот овоштарник, тоа е јаболкница. Ај сега да ги покажам и другите дрвца што ги имам. Еве го и Сила се лади. Значи кучињата се ладат само преку носот и преку стопалата. Па така Сила знае да стои со саати во водата. Сила, се ладиш ли ти? Еве го Сила, иначе
во летно време ќе го најдете во оваа поза. И ме страх само да не му порастат пераи наместо нозе. Само тоа ме страв. Сила? Ете го и Сила. Ви го немам покажено одамна. А ова е слива, имам насадено и лешник, орев, јаболкница видовте, круша, така да ги имам скоро сите овошки, така да инвестицијата ми е потполна и се осеќам супер околу оваа инвестиција моја. Ете, значи што и да се случи и да не успеам со YouTube да заработувам или било што да се случи друго, ако во животот некојаш биде кат, може да се преживее само со овошки, ако дое крајот на светот, ако повторно има опасни вируси, ако не знам што се случи, ги укинат парите, се воведе дигитално робство и така натаму, овоштарникот и земјата секогаш ќе живеат. Значи си имам позадина и си уживам во животот. Значи за некои 5 години јас ќе имам овошки да јадам колку што сакам. И мислам дека тоа е најдобрата инвестиција што сум ја направил во животот. Ајде сега да одиме да каснеме малку бобонки и да ви раскажам една интересна приказна за бобонките. Па така кога одите низ полиња кај што има висока трава, пожелно е со вас да си носите некој стап и да чукнете неколку пати пред вас кога одите, затоа што така се ствараат вибрации и доколку има некои змии пред вас, тие ќе осетат вибрацијата и ќе избегаат, затоа што змиите се најосетливи на вибрација. Мирис скоро и да не осеќаат, така да вибрацијата е нешто од што бегаат, па така ќе си земете еден стап и доколку има висока трева пред вас, ќе си чукнете и змиите ќе се тргнат од патот, затоа што змиите се многу срамежливи и многу плашливи животни. Па така при секое мало протресување на земјата, тие имаат време, значи ги предупредувате и имаат време да избегаат. Ајде да одиме да каснеме некоја бобонка. Еве сум тука пред една многу стара бобонка на мојот имот. Бобонка, црница, дудинка, не знам како ја викате. Во секоја област има различно име. Ние тука ги викаме бобонки. Иако најомилено име мене ми е Дудинка, не знам зошто, Дудинка ми е супер име. И бобонката почнав да ја ценам многу, значи ја обожавам да јадам. Меѓутоа бев на гости во Норвешка и гостите што беа таму рекоа, ај сега ќе почастиме со супер храна. И тие извадија едно кутивче кое што го нарачале не знам од каде и не знам колку пари го платиле. И внатре во кутивчето имаше сушени дудинки и ни дадоа по една-две да каснеме и рекоа дека ова е супер храна. И јас тогаш си реков, вау, па ова кај нас расте скоро секаде. И од тогаш почнав да огледам со други очи, а се надевам ќе почнете и вие да огледате, затоа што дудинката е супер храна. Значи си каснав супер храна. Иначе целото видео може да биде како јас јадам бобонки или дудинки, затоа што не можем да им се наситам. Растат многу краток период, па така доколку ги најдете некаде, слободно каснете си, освежете си го вашето здравје. Ево, Сила уште се лади, иначе да знаете.
Така да не го мислите, му е супер рекичка. Си стои и си се лади. На здравје нека е. Навадив што навадив, ја видовте мојата инвестиција. Сега да седнам малку да се одморам. Ова ми е омилено место за одмор покрај реката. Да се напијам едно ладно чајче и толку од видеото, а толку и од денот. Планирам до крајот од денот овака да бидам во оваа позиција. Можеби ќе се преместам само на лежалката, а се читам некоја книга и тоа е тоа. Како и да е, ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Се надевам дека ви се допадна. Доколку ви се допаѓаат моите видеа, тогаш луѓе ставите една претплата. Само 25% од луѓето што ги гледаат моите видеа се претплатени. Тој податок ме шокираше, меѓутоа и покрај сето тоа, мојот YouTube канал напредува одлично и мислам дека само ќе продолжува да оди нагоре. А ви благодарам уште еднаш што го изгледавте ова видео, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.